20 години од историскиот ден за кометал Ѓорче Петров, за македонскиот спорт и за вас како ракометарки. Што прво ти паѓа на памет кога ќе се спомене таа сезона? Па, с обзиром дека е 20 години, само ми пада памет колку сум остарена. Ништо, еден убав спомен, можда најубав во мојот живот. Спортски, нели, наравно, просто не ми се верува дека помина толку години. Не се осеќам така. Игравте со силни екипи и во групите и во оние елиминацијски фази, против тебе лично, против кој ти беше најтешко да играш? Па таа година против Крим Електра, кој беше нели актуелен европски шампион и наравно утакмицата со Ларвик. Мислим каде што требавме да бркаме нели 7 гола разлика. И таа утакмица онака најмногу печаток ми остави поради тоа што таму промашив Зицер за 6, нели? Ама тука нели дадов последен, така да анулирав тоа што направи Белја, да. Имаше уште 30 на секунди до крајот, ние имавме плюс 6, ни требаа 7 разлика. Имаше ли некој договор на тој тајм-аут? Што кажа тренерот Панов, ракометарките? Беше договорено вие да изведувате последната акција? Не. Имаше 26, ја мислам. Значи Бојанова ми врати повратна топка што не направила цела сезона. Значи така да ништо не беше договорено. Значи ја искрено ден денес кога гледам тој надпревар, значи немам појма каде сум поминала, немам појма како влезе топка во гол, мислим дека Господот горе онака дувнал и тоа е. По успехот со Кометал бевте и во Шлагелце, во Валенсија, Подравка игравте, се вратите во Македонија, сега сте во машкиот ракомет, па и во женскиот, нели, со младинските категории. Според вас, каква е актуелната ситуација во македонскиот ракомет во овој момент? Јао. Чекај, ова ќе трае долго време емисијава. Па можеш. Па не е сјајна. Не е сјајна, мислим дека женскиот ракомет е буквално на границе да нестане. Значи, стварно, мора нешто да се преземе подитно. Да, работам со млади категории што се однесуваат до девојчињата, али мислим дека, иако нели повеќето останале во женскиот, јас сум единствена нели во машкиот, некако ми е не можам веќе со жени, мали жени уште можам, да, али мислим дека ќе треба многу работи да смениме и да малце да кажам да промениме начин на работа, да се прилагодиме на други школи од надвор кои имат многу поголем нели успех. За жал, и дека со тие промени можеби ќе направиме нешто посериозно. Благодараме, да се гледаме на следен јубилеј. Да, уште помлади, ти благодарам.